Едукација за еден од најстарите занаети во регионот и пошироко, во музеот на Тетовскиот крај учениците од основните училишта веќе втора година поред може да погледнат како се изработуваат глинени предмети, односно да научат повеќе за грнчарството, како занает кој е во изумирање. Дури во услови на пандемија, музеот напорно работи на зачувување на традицијата и вреднување на занаетите. Работилниците се отворени и за други заинтересирани лица. Грнчарството како занаед во Тетово порано бил многу развиен, дури и многу семејства својот начин на екзистенција го наоѓале во грнчарството, меѓутоа со индустриализацијата сето тоа се заборава, дури доаѓа до момент кога веќе немаме возрастен човек мајстор кој може да го покаже занаетот на новите на младите генерации. Идејата за грнчарската работилница токму од таа причина ја покренавме. Работилниците ве втора година, трета етапа. Ние не одиме во фази за усовршување на децата, туку за покажување на основниот занает од почетокот до финалниот производ. Значи, иницијативата е наша. Алатките за работа ги набавивме, работилницата веќе втора година се одржува во овие услови на пандемија, значи одиме со мотото да не се заборави, односно да се потсетиме на занаетот и дека животот мора да продолжи. Грнчарот Слободан Столески неуморно и трпеливо работи со децата од училиштата. Тој им ги покажува вештините и начинот на кој се изработуваат предметите. Вели дека на ваков начин децата се мотивираат за да продолжат да ги негуваат традиционалните вредности и можеби да продолжат и со бавење со грнчарство. Тука сме да им пренесеме на децава еден стар занает кој е на изумирање, кој се работи во нашето село со илјадници години, не се памети од кога. Да, во времето секоја една куќа во нашето село се занимавало со овој занает и екзистирале од тоа. И носеле предметите во разни села, градови ги продавале за екзистенција, за живот. Сега, на жал, останавме уште еден мал дел од тие што се занимаваме со овој стар занает и сакаме да им го пренесеме на деца вака за да не изумре тој занает. Да можда некој ќе се најде што сака да го работи и таа традиција да продолжи понатаму. Ова, например, прво глината се приготвува, се копа, се носи дома, се приготвува, се зема тука, се става на грнчарското колце и се дел по дел, значи движењето со рацете, нозете, цело тело треба да ти биде концентрирано на предметот што треба да се изработи. Полека, дел по дел, и ова е еден тежок занат, не се учи така многу брзо, едноставно, него треба постапно. Да, и кој ќе се зависи што предмет се работи и така треба покроце полека, колку глина треба да знаеш, например, самиот мајстор си знае што треба да работи. Од музеот додаваат дека е навистина тешко да се најдат луѓе кои се уште се бават со старите занаети, па секој што се бави со некој од нив, како на пример грнчарството, може да се обрати на институцијата и да даде свој придонес во работилниците.